Во 2004 Стив Джобс откри дека му била извршена операција поради рак на панкреас. За среќа блага и ретка форма на болеста на која отпаѓаат само околу 5% од сите случаи, а што влијае на клетките што произведуваат хормони за контрола на нивото на шеќерот во крвта. Посмртоносната и почеста форма ги зафаќа клетките на панкреасот што произведуваат дигестивни ензими. Ракот на панкреас тешко се диагностицира, со оглед на фактот што раните фази немаат видливи симптоми. Ова е Калид Ел Шами, онколог и специјалист за рак при Универзитетот Џорџ Вашингтон. Не постојат тестови како на пример мамограм кај ракот на дојка или пак проверка на крвта кај ракот на простата. Пред 5 години на Джобс му била извршена трансплантација на црн дроб. Доктор Ел Шами вели дека тоа не е за изненадување, бидејќи ракот на панкреасот може да се шири. Додава дека трансплантацијата сепак не е магично решение, бидејќи со неа се намалува имунитетот, а тоа отвора врата за нови проблеми. Метју Волш, директор на оделот за општа хирургија на клиниката во Кливленд, ја опишува природата на ракот на панкреас. Има тенденција да се враќа, се шири што одзема силата и луѓето и натаму умираат од него. Доктор Ел Шами вели дека одредени видови на овој рак може да се наследни. Пушењето и конзумирањето на алкохол се поврзани со болеста, но причината за поголемиот број случаи не е позната.